чудо невиден. Ето тој збор да го повториме. Запањен. Изненаđен и уреđен. Не знам дали бил увреđен, ама изненаđен бил. Значи не се внимателни и тој поминува. И тоа е месецот во кој што мелеците ги представуваат или ги презентираат делата на луѓето пред нивниот Господа Аллах Желешан. Тие волците самотници, како што ги викаат, се често пати луѓе кои што ја загубиле таа нивна способност да живеат во заедница. Додека луѓето имаат потреба од таа заедница. Имаат потреба од таа заедница. Само да сам вели дека јас сакам моето дело да му се презентира на Бога додека постам. Не е само чувство на глад и на жед. Постот има за цел да го воздигне човекот на едно повисоко ниво на богобојазливост. Ќе слушне дека доаѓа месецот Рамазан, да биде свесен дека ова е голема целосно на Бога и да го моли Бога да му ова е голема благодат од Аллах Желешану која што ти е дадена како една можност. Пропаднал оној човек на кого Аллах Желешану ќе му возможи да го дочека месецот Рамазан, и месецот Рамазан нема да биде причина да бидат простени гревовите. Една од карактеристиките на месецот Рамазан е тоа што за Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем го опишуваат, велат дека најдарежлив бил во месецот тој зекат кој што се издвоила. Тој не е собственост на ниту на оџите, ниту на исламската заедница. Тоа е повторно собственост на целата заедница, на целата тоа е собственост на луѓето кои што се во категориите кои што ги спомнал Аллах Желешану како категории кои треба да се помогнат, а на прво и на второ место се тие кои што се сиромашни или оние кои што живеат во беда. Луѓето не треба да гледаат на тоа што го оделуваат, на тоа дали е многу или е малку. Многу е побитна таа внатрешниот порив, внатрешната мотивација која што е кај човекот, зошто јас тоа го правам. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милосниот, милостивиот. Почитувани гледачи, браќа и сестри, кои го следите подкастот Диван. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван, која е 16-та по ред, и вечерва ќе минеме во друштво со почитуваниот доктор Фатмир Авко Ковачи, со кого ќе разговараме нешто што младите го викаат фристайл, дискусија. Фристайл во пресред на месецот Рамазан. Во пресред на месецот Рамазан. Јас би сакал да започнам оваа дискусија наша, и овој наш моабет, бидејќи не ова некоја академска дискусија. Со тоа би сакал да те прашам тебе, Фатмир. Какво е твоето чувство кога во скоро време очекуваме да пристигне благословениот месец на Рамазан? Ние најпрво им поздрав до сите наши гледачи и следачи. Тоа следачи зборот мораме да најдеме после. Следачи сталкинг да тоа. Некој што не следи, не прати во секој момент. Да? Фала му на Бога, ете. Ние се повеќе и повеќе, значи се приближуваме кон до овој благословен месец во кој што нашите души се отвараат, во кој што се јавува едно жизнерадосно расположение. Тоа ќе можеш да им го преведеш на гледачите. Па жизнерадосно, така отворено, значи живнуваат и се радост. И се радуваат, да. Верниците во кои што нели нашите, што би рекол Јасмин Мујовиќ ефендијата, наш чест гостин, комши, пријатели, со вчудо така, тие се со вчудо невиденост, не гледаат, не наблюдуваат и велат пакли како ќе издржат оваа година, како можат. Меѓутоа ги имаат своите пости. Нивните се подолги, но се малку полесни, по-либерални, полесни. Иако од нашите, кај нашите пости што е поентата? Поентата е ние се воздржуваме од храна и пијалаци и од интимни односи. И интимни односи. Дозволени, тоа да го потенцираме, затоа да не помисли некој дека сите интимни односи не се дозволени. Дозволени се тие кои се во брачна заедница. Да. Добро. Да не испадне како еден што праша лоџа пред некој ден, гледав, вика,
Ефендија, вика, дали јас можам да планирам да раскинам со мојата девојка сега. Со мојата девојка. Да, со мојата девојка, сега пред Рамазан, па ете, да помине Рамазан и пак ќе продолжиме со нашата врска. Знаеш, и сега оđата останал чудо невиден. Ето, тој збор да го повториме. Запањен. Запањен. Изненаđен и уреđен. Не знам дали бил увреđен, ама изненаđен бил. И вели, не ми е јасно прашањето. Во исламот, значи за да се заштити светоста на бракот, тие relationships или односи кои што ние за нас е така секојдневие, во кои што нели дечкото и девојката не се само платонски во врска, туку има и доста повеќе, тие во исламот не се дозволени. Така. И тоа, значи, прашање го... За таа тема мислам дека би било добро да разговараме на некоја друга. Да. По фристайл кога имаме, така? По Мисля, не по фристайл, туку од аспект бидејќи е убаво на луѓето да им се објасни дека односите меѓу човечките односи, бракот, веридбата, сите тие имаат своји прописи во исламот. И човекот треба да биде свесен, да знае, за да направи некоја грешка. Ние често пати слушаме дека како резултат на тие врски, кои некогаш се како резултат на младост, на незрелост, се избрзува со некои работи и потоа настапува периодот на каење. Затоа што се случило нешто кое што не го планирале. Например, може девојката да остане бремена, потоа каков е статусот на тоа дете, често пати за да ја избегнат таа стигматизација или тоа обвинување одат до абортус, абортус, до абортус, што е крајно, што и во христијанството, во исламот е забрането. Тоа е фактички убиство на неродено дете. Да. На неродено дете. Авко, би сакал и тебе и гледачите да и самиот себе се потсетам дека навистина кога Аллах Џелешану ќе ни овозможи. Ние се уште не сме дојдени, значи не го доживеавме и не дојде Рамазан, но го очекуваме во блиската иднина. Тоа е една голема благодат од Аллах субханаху ва таала. Затоа што Аллах Џелешану ни овозможува преку постот на овој месец да ни бидат простени гревовите. Еден од авторите кои што пишувале на оваа тема вели дека месецот Рамазан е месецот на годишната амнестија. Годишната амнестија значи дека секоја од Рамазан до Рамазан, од тој ден до тој ден, значи се од Рамазан, од седмиот Рамазан, Аллах Џелешану ги простува малите гревови, а за големите ние иншалла ќе зборуваме во некоја друга прилика, услов е да се покаеме. Значи да се покаеме со зборови, да бараме прошка од Аллах Џелешану и да не се вратиме на тој грев, или односно да одлучиме, цврста одлука да дадеме, дека нема да се вратиме кон тој грев. И доколку на некого сме му направили неправда, ние сме должни таа неправда да ја исправиме. Ако сме му зели нешто што не е наше, треба да му го вратиме и така натаму. Во врска со простувањето на гревовите. Да. Токму во една џамија, хутба беше токму оваа тема. Значи ангелите, односно мелеците, ги приложуваат делата на верниците два пати во текот на денот, така? Наутро и така. Во времето на сабах и во времето на икиндија намаз. Во времето на икиндија. Потоа, значи, делата се гледаат, значи, од секојдневно, потоа на неделна база, петок, така? Потоа четврток и понеделник, четврток-понеделник, тоа е фактички. Потоа на годишно ниво, ова што го спомнавме ние. Месецот Шабан, исто така се спомнуваат. Ади дека се Мохамед Али сам вели дека помеѓу Реџеп и Рамазан е еден месец, кој што сега сме во месецот Шабан, кон кој луѓето се немарни, или да кажеме, значи не се внимателни и тој поминува. И тој е месецот во кој што мелеците ги
представуваат или ги презентираат делата на луѓето пред нивниот Господа Аллах Джелешану. Значи во овој месец сега. И Аллах Джелешану во еден хадис, иако за автентичноста на хадисот има различни мислења, но значењето е сахи, е автентично дека Аллах Джелешану им просто на луѓето, освен оние кои што помеѓу себе имаат некое непријателство. Значи двајца муслимани не им доликува да живеат живот во кој што имаат несогласувања, конфликти и меѓусебни недоразбирања кои што треба да ги решат. Ние на овој свет сме дојдени за да живееме еден со друг, еден покрај друг. Значи убаво се регулираат тие меѓучовечки односи. Да. Многу се потенцира, значи во Да, многу. Бидејќи човекот е општествено битие, не е создаден да живее сам. не индивидуално битие, не. Значи не може он да живее самостојно. тие волците самотници како што ги викаат. Се често пати луѓе кои што ја загубиле таа нивна способност да живеат во заедница. Додека луѓето Имаат потреба од таа имаат заедница. потреба од таа заедница. Било од емотивна страна, емотивен аспект, било од аспект на тоа Социјален аспект. аспект да бидеме значи дел од некоја заедница, да биде значи тие кои што се важен дел од таа заедница која што се идентифицира со неколку слични или заеднички својства, исто како од аспект на физичките потреби. Човекот не може самиот на себе се да си ги исполни сите потреби доколку не постои некоја поголема заедница и така од заедница, од племиња се формирале првите општества и потоа се формирала и државата во која што овие работи се издигнати на едно повисоко ниво. И тие меѓучовечки односи во исламот се многу битни и еден од тестовите за муслиманите е тоа како ќе се однесуваш кон твоите најблиски, кон твоето семејство, кон твоите комши, кон луѓето со кои што си заедно на работа, а тоа е особено истакнато во месецот Рамазан, бидејќи тоа е еден месец во кој што поентата е што? Да се промениме кон подобро. Да се промениме кон Пред да подобро. преминеме во Рамазан, Да? може ли да ни го протолкувате хадисот во кој што се вели, мислам дека хадис, дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем не постел во ниеден месец како што постел во Рамазан, значи после Рамазан, друг месец во кој што постел нели во големо количество, во голем дел од месецот е месецот Голем број на Шабан. денови. Голем број на денови. Значи што можеме да ги Значи, тоа посоветуваме? веќе го спомнавме ние затоа што овој месец делата на луѓето се презентираат пред Бога. Да, во И Мухамед функција на тоа, во вели, функција Мухамед на вели дека јас сакам моето дело да му се презентира на Бога додека постам. Лека пост. Што значи Ага. додека постам? Затоа тука- и понеделник тука и ќе- четврток се пости? Да, затоа се поноси понеделник и четврток. Значи Иако за понеделник постои хадис во кој што Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем вели, во тој ден сум роден и затоа го поставам тој ден затоа што понеделник е денот во кој што е роден. Дали тоа Ова не значи, дека ова ние не значи дека треба луѓето ние кои да- што да. кој ќе им дојде роден денот треба Да. да постат, не. Или пак ако е роден во четврток секој нели среда или во сабота, Да. секоја сабота да ја пости. Не, Така тоа не значи. Значи ние го следиме патот кој што ни го трасирал Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, неговиот сунет и ако тој ни рекол дека е убаво да се пости понеделник и четврток, ако тој не известил дека убаво да се постати белите денови, кога е полна месечината, во текот на месецот, 3 дена, 13, 14 и 15, тогаш ние тоа го следиме затоа што Божиот пратеник е најбогојазливиот помеѓу нас и тој кој што најдобро ги знае овие работи. Но само се вратам кон поентата. Зошто Божиот пратеник Мухамед сам вели дека сака моето дело да му се изложи на Аллах Джелешану додека постам, затоа што постот не е само чувство на глад и на жед. Постот има за цел да го воздигне човекот на едно повисоко ниво на богобојазливост. Аллах Джелешану кога зборува за постот во Куранот вели:
овие кои верувате, пропишан ви е постот, како што бил пропишан и на народите пред вас. Зошто? Лааллекум теттекун, за да вие бидете богобојазливи. Богобојазливоста во исламот ние често пати сме ја дефинирале. Значи, човекот е богобојазен доколку ревносно ги извршува сите Аллахови наредби. Исто така е внимателен и се дистанцира и се оддалечува од сите Божи забрани. Се она што Бог го забранил, тој се оддалечува од тоа и се труди да е што е можно поблиску до Бога со тоа што го спомнува и го обожува неговиот Господар на начин како што тоа го пропишал Аллах во неговиот шеријат, во неговиот верозакон, а дел од верозакон е Аллаховата книга, Куранот и сунетот на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Значи целта од постот не е таа тој да не измори со тоа што ќе останеме жедни, ќе останеме гладни за еден долг период од денот. Значи постот се започнува од зората, од вистинската зора и завршува со зајди сонце, кога ќе зајде сонцето на запад, но целта е, како што рековме, во текот на овој период, човекот да рефлектира, да размислува и да се обиде да се воздигне на едно повисоко ниво на богобојазливост, која што му е многу потребна доколку сака да ја избегне Аллаховата казна и доколку сака да влезе во рајот, во дженетите кои што Аллах Џелешануху ги создал. Затоа постот не е само телесно прочистување или телесен ибадет или Богу угодно дело, туку е она што е повеќе насочено кон таа внатрешно прочистување, духовно прочистување и духовно воздигнување на постачот, со тоа што тој станува посвесен за тоа дека доколку тој пост не го врши или не го пости на начин како што Аллах Џелешану го пропишал, нема никаква корист од тој пост. Во еден хадис Божиот пратеник, и ти го знаеш сигурно тој хадис, вели дека доколку човекот не се оддалечи од грдиот говор, од навредите, од псовките, од клеветите, од озборувањето, Аллах Џелешануху нема потреба тој да се лиши сами од себе си. За доста верници тоа е големо искушение. А тоа е големо искушение. Големо искушение затоа што Аллах Џелешану вели фелейсе лиллахи хаџетун. Аллах Џелешану нема потреба ти да бидеш гладен и да бидеш жеден. Доколку ти продолжуваш со твојот јазик, кој што е благодат од Аллах Џелешану, со кој што можеш да заработиш многу севапи, ти продолжуваш да го злоупотребуваш за тоа, за навреди, за клевети, за лаги, за озборувања, за пцости и за други работи со кои што исто така она што е многу важно, ние го спомнавме месец на таа годишната амнестија, простување на гревовите, во секоја ноќ од ноќите на Рамазан Аллах Џелешану ослободува од џехенемската казна група на луѓе секоја ноќ? Да, секоја ноќ. И вели дека тие ја заслужиле таа казна. Но Аллах Џелешану со неговата милост им ги простува гревовите и ги ослободува од вината. Амнестијата што значи да биде некој ослободен од вината за која што заслужил да биде казнен. Затоа е многу битно верникот кога ќе слушне дека доаѓа месецот Рамазан, да биде свесен дека ова е голема на Бога и да го моли Бога да му прости. Ова е голема благодат од Аллах Џелешану која што ти е дадена како една можност. Значи овие 30 дена и ноќи се како специјален бонус за секој. Знаете, оние видео игрички што ги играме, кога се појава оној бонус кој што се собираат многу поени. Така треба да гледаме и ние вака кон Рамазан. Сите ибадети во исламот, сите богоугодни дела во исламот, Аллах Џелешану ги наградува, зголемува наградата.
10, 10 70 пати. безброј, така? 700 пати до безброј. За постот вели, постот е за мене. Посебен. Значи, Аллах Джелешану зашто е за постот има Аллах посебен Джелешану? однос. Затоа што вистинската суштина на постот ја знае само Аллах Джелешану. Колку некој на вистина пости, тоа единствено го знае Аллах Джелешану. Ние можеме пред луѓето Да се представуваме да. како богобојазливи, еве Да јас се- постам дома, одиме ќе се на локаме со храна. или не само тоа, например, ние пред луѓето можеме да Да. изгледаме како ангели. Ангели, да. Од мене нема да слушнеш лош збор, но кога ќе отидеме дома со тие најблиски Евлија. наши, со нашите најблиски јазикот, или па- пак она што е кај нас една од големите, да ги наречам, катастрофи, е тоа што луѓето велат дека го фатил Рамазан. Значи, го фатил Рамазан тоа кај вас. Легол така во е. Рамазан мод. Да. И дека на него му се простуваат некои грешки кои што ги прави. Посебно ова е кај Пушачите. пушачите, тие кои што не можат без цигари и така што кога ќе се приближи времето на ифтар, Оставите ме на мира. оставете на мина, че уште малце. И првото што го прави, откако ќе се напие една Ќе се- да. голтка вода, е Ако се напие. ако се напие, ако се напие. Ако има трпение. Јас знам, имам ситуација дека работев кога бев млад на тезга. Бев човекот кој подготвува 5-6 цигари на неговата тезга, кога ќе заучи езанот, значи кога ќе почне да вика езанот, да веднаш да почне тие да ги надокнади, да ги надокнади тие кои што не ги пушат во текот на ден. Значи тоа е погрешен начин на разбирање на месецот Рамазан, дека напротив, ова е месец во кој што ние треба да си докажеме самите себе си дека навистина ние можеме да бидеме подобри. Но тоа подобрување не треба само да остане во месецот Рамазан. Кога потоа после Рамазан да се вратиме на да ги out of Ramadan mode. Да. Не. Напротив, треба да биде како едно полнење на батериите кое што ќе ја држи до следниот Последниот. Рамазан и во следниот Рамазан да се подигне на уште едно ново ниво. Како што во сите работи гледаме дека се прават нови нивоа, подобри нивоа, значи подобри автомобили, подобри куки, подобри сето тоа, во се има унапредување, освен за жал кај луѓето во нивната во нивниот духовен живот и во нивната богобојазливост, кај нив гледаме дека постои деклинација и постои значи напуштање на тие вредности. Значи Рамазанот ние треба да се радуваме затоа што Аллах ни овозможува да чекаме уште на Рамазан но треба да сватиме и поентата на Рамазанот, а тоа е дека во Рамазанот треба да влезеш потpuno свесен дека можеш да бидеш на огромна добивка, да имаш огромна добивка, исто така можеш да видиш и од оние кои што имаат голема загуба од катастрофални последици. Онда е само еден хадис вели дека пропаднал оној човек на кого Аллах Джелешану ќе му возможи да го дочека месецот Рамазан и месецот Рамазан нема да биде причина да бидат простени гревовите. Ние сега денеска од оваа дали се вели овде муфлис или друг хадис е за муфлис? Рагиме анфумрин. Во арапскиот јазик, кога сакам да кажам дека некој човек навистина загубил се или пропаднал, банкротирал. Да, се вели рагиме анфумрин. Белега Рамадан, значи, навистина е пропаднат, навистина загубил се. Белега му даден му е Рамазан, како? Белега го дочекал. Го дочекал, да. Доживеал. Албо Куранот кога зборува за месецот Рамазан, вели, фемен шехиде минкуму шехере фелиесум. А тој од вас што ќе го дочека, шехиде, ќе го види, значи ќе го доживе, ќе го посведочи, да. Тоа многу побозно. Нека го пости. Значи овој човек му е дадена таа можност, можеби колку пати во неговиот живот, и тој не е искористил, навистина, ја не знам како да ја објаснам неговата загуба, доколку тој не успеал. Можеби со ќе помогне во разбирање на важноста на Рамазан, компарацијата што е направена со еден човек кој што дури бил
на борба на Аллаховиот пат, нели, Да. бил богобојазлив, дарувал, меѓутоа неговиот пријател живеел подолго од него. Да, една година. Една година подолго од него. Ај го начнав за да направиме така по илустрација, подобра илустрација за постот. Значи, Што се случува се со- работи за еден од асхабите на Мухамед алейхи кој што умира или Живее подолго, значи, умира умира пред својот пријател. во битка, значи како шехид, Како шејд. како маченик на исламот и асхабите додека после него останува во живот еден негов другар кој што живее една година. Една година. И Мухамед само кога вели зарем не клањал повеќе од колку што клањал овој и потоа зарем не постел еден месец Рамазан повеќе. Повеќе. Значи овде ја укажува Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем на вредноста на Рамазанот кој што е навистина една огромна вредност која што само верниците и учените ја знаат и ја сваќаат. Значи во историјата на човештвото, на сите народи на кои што им било доставена објава или им бил пратен пегамбер, сите тие имале форми на пост. И целта на тој пост не била едната цел да се стават луѓето на тест. Но исто така, целта на постот е да се постигне повисок степен на богобојазливост. Ефендија, спомнавте месец, спомнавте ноќите на Рамазан, Да? сега 10 ноќи. Зошто се битни 10 последни ноќи од Рамазан? Дали има врска тоа нешто? Да не избрзаме, да оставиме нешто за другите емисии, сакав да зборувам за нешто друго. Од аспектите на Рамазанот, кои што ги спомнуваат учените луѓе, алимите, е и емпатијата и она што се вели социјалната правда. Во текот на месецот Рамазан, тие кои што се побогати, кои што имаат подобри услови или повисок стандард на живење, во еден дел од текот на денот, тие стануваат свесни за состојбата на сиромашните, на тие кои што Затоа што и кои тие што ги гладуваат. чувствуваат. Да, и тие го лата, чувствуваат. И чувствуваат тешкотија и И емпатизираат. жета чувствуваат понекогаш знае да биде и болен постот, значи некој Да, од да. глад чувствува и болка. Да. Посебно овај кај луѓето кои што Аллах џелешану ги стави на искушение со голема немаштија. Да. И сега овој човек кој што е може и богат, кој што во неговата кујна, во неговиот фрижидер, во неговото депо за храна има сите видови на храна, сите видови на овошје, сите видови на зеленчук, меса, различни, во името на Бога, од вистинската зора до зајди сонце, самиот себе се воздржува од се лишува од храна. од храна, значи се воздржува, еден вид на воздржување. Оно што исто така не треба да го заборавиме дека ова воздржување се прави со цел да се задоволи нашиот Господар Аллах џелешану. Значи ние ја извршуваме наредбата на Бога. И ова е ибадет, бидејќи ако ние на постот гледаме само како на диета, тогаш нема ништо од постот. Тоа што ќе ни остане како плюс или како минус, ќе биде таа диета Минус која килограми. да. Но нема да имаш награда за твојот пост. И она што исто така е многу важно, што го почнаме да зборуваме, е тоа дека во текот на постот верникот, иако е можеби богат, иако можеби има доста имот и поседува многу работи кои што не ги поседува другите, во текот на Рамазан ја чувствува таа состојба на оние кои што се ставени на искушение со немаштие. И тоа го потикнува него да има повеќе, да е по-солидарен, да ги помага. И затоа една од карактеристиките на месецот Рамазан е тоа што за Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем, кога го опишуваат, велат дека најдарежлив бил во месецот Рамазан. Мога да е сам според неговата природа и атрибути кои што ги имал, бил многу дарежлив. Се дека во неговата куќа не би останало нешто повеќе од 3 дена да не го
подели, а да не го подели. Сега замислете дека во месецот Рамазан уште повеќе се била евидентна неговата помош за другите и неговите тие садаки кои што ги делел, затоа што исламот е, како што рековме, вера на заедницата и дека во една заедница верниците се помагаат едни со други, солидарни едни со други и на тој начин тие достигнуваат до еден висок степен на солидарност, на соработка, на меѓусебно помагање, а она што ги мотивира на тоа е што и самите тие ја почувствувале глата, ја почувствувале жета и на своја кожа почувствувале како е да се биде гладен, како е да се биде жеден и тоа ги потикнало да бидат повеќе емпатични. И затоа во месецот Рамазан во многу земји и месецот во кој што луѓето ја прават пресметката и на зекатот. Тоа сакам да го спомнам. Да. Зекатот е таа годишна садака која што е со која што е обврзан секој муслиман кој што поседува нисаб. Нисабот е отприлика 98 грама злато вредност. Кој што поседува толку во текот на една година, тоа е негде отприлика, се не знам, златото секојдневно расте, но може да земе дека негде над 5000 и нешто евра, 5-6 евра, кој што поседува таа Значи има 6000 евра вредност кои што ти лежат во текот на годината. Ти можеш и да работиш, но доколку во текот на годината не паднеш, не си паднал под нивото на 6000, да? тогаш си должен да издвоиш колку? Што е 2,5%. Само 2,5%. Само да направиме една споредба помеѓу овие наши даноци, 18%, 11%. Са на имот не знам колку посто е. И некој си дава за право да вели дека во исламот постои таа еден вид на арач, кој што го земаат свештениците оџите од верниците. Исто така многу е битно да се каже дека тој зекат кој што се издвојува, тој не е собственост на ниту на оџите, ниту на исламската заедница. Тој е повторно собственост на целата заедница, на целата Тоа е собственост на луѓето кои што се во категориите кои што ги спомнал Аллах Џелешану како категории кои треба да се помогнат, а на прво и на второ место се тие кои што се сиромашни или оние кои што живеат во беда. Значи пак се враќа на општеството, не го зема. Не. Оса така Аллах Џелешану Куран како многу прецизно го вели. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Значи во нивните имоти тие имаат удел. Значи тоа не е нивно. Туку е на нивните собственици на тој удел на тие 2,5% се сиромашните, тие кои што имаат можеби малку имот, но не им е доволен за да преживеат. На тие кои што се патници останале без средства за патување и другите. Значи може некој да е богаташ, да. така, искушен, по пат, значи, се расипала колата, без пари, влегува во категорија на и на него му следува на зекатот. Мој лефети кулубухум ги спомна Аллах Џелешану, тие на кои што сакаме да им ги придобиеме срцата. Некогаш некого кој ќе му помогнеш, тоа е причина тој да биде како се вели, поотворен кон твојот повик. Да. И ти можеш тоа да го искористиш за да му ја презентираш вистината за исламот, бидејќи денеска за жал живееме во едно време каде што да ги начеме тие невистинските информации, лажните информации или предрасудите и обвинувањата за исламот се многу бројни, така што од прека потреба, не знам, може да кажеме преголема потреба е на луѓето да им го презентираме исламот. Да. А некојаш еден начин да се приближи до луѓето е преку тој. Сакам да кажам дека овој месец значи, на Рамазан, вака, дали тоа значи дека и немуслиманите можат да примат зекат? Да, може да примат зекат. Доколку тоа целта е да
се разбија тие да предрасуди. се придобијат нивните срца. Значи немите срца во функција на муабетов е овде да се разбија тие предрасуди. Никој нема право нас да не обвинува дека ние правиме нешто лошо, значи се обидуваме да ги подкупиме луѓето. Не. Лоби групите се позната работа низ целиот свет. Да. Што значи лоби група? Кога некој се обидува да промовира некоја своја идеја и заради таа ангажира луѓе. И ние сакаме луѓето да им ја доставиме вистината. Јасно. И сега за да тој На тој начин да ние тој биде полесно подготвен, го поплочуваме патот кон презентацијата. за да тој биде по достапен за нас, за да тој биде по отворен кон нас, за да биде по подготвен за да му се презентира исламот, дозволено да го почестиме со нешто или со цел, нашата цел не е ние него со сила да го натераме да стане муслиман или да му купиме исламот. Да. Не, целта е тој самиот да го свати дека исламот е вистина, бидејќи ако тој самиот не ја свати вистината за исламот, нема корист од тоа. Дури ако го каже шехадет, ако го рекол заради некоја материјална корист, нема да има корист од него. Затоа што сведоштвото, шехадетот, треба ние искрено да го кажеме. Од условите за да еден шехадет биде прифатен кај Бога е да биде кажан искрено во името на Аллах, Джеле Шануху, во Джеле Джеларуху. Значи, една од главните поенти во Рамазанот е и тие кои што се побогати да сватат, да доживеат, да го доживеат искуството на глад и на жед и со тоа да бидат подготвени или помотивирани да им помагаат на тие кои што посвесни за потребите на другите. Преку садаката, милосрдието, преку и преку зеката, така, доброволната и преку задолжителната. Значи, зекатот е задолжителната за зекатот е задолжителен за тие луѓе кои што имаат. Да, задолжителната. А додека милостилата може да даде тој што нема. Може и тој што нема. Дури Божиот пратеник во еден хадис вели руббе дирхемин сабака алф дирхем. Може да се случи еден дирхем. Дирхем е драхма. Значи сребреник, да. Може да биде повреден од 1000 сребреници. Зашто? Затоа што некој може да има само 2 сребреника, едниот го дал, ја дал половината од неговиот имот. Додека некој има милиони, што е дава 1000 за него, 1000 не се со жената која што поминала покрај џамијата кажување, нели, не дозволиле демек еве завршена џамијата, само не знам таму фрлила што имала, не знам, креч или додека се правила џамијата и таа се вградила во таа џамија, што се вика влегла. И најмалку нешто што ќе го направиш. Луѓето денеска се плаша. Да, тој што ги направи дури колку ронка добро ќе го види на судниот, ќе биде нагледен за. Луѓето не треба да гледаат на тоа што го оделуваат, на тоа дали е многу или е малку. Многу е побитна таа внатрешниот порив, внатрешната мотивација која што е кај човекот. Зошто јас тоа го правам? Дали го правам за да бидам виден, за да ме слушнат луѓето, за да направам некоја реклама, или го правам тоа во името на Бога? Може да е сам што вели. На судниот ден, во сенката на престолот или на аршот на Аллах Джелешану, ќе биде човек кој што дал садака со неговата десна рака и ја скрил својата лева рака за да не види тоа што го уделува. Значи толку сакал да ја скрие таа негова садака за да биде тајна, за да не ја види никој. Затоа луѓето не треба да размислуваат за тоа колку. Понекогаш можеби во џепот имаме 10 дена, 15 дена, 20 дена. Денеска исто така голем проблем што постојат професионални питачи. Тоа е и тука да го менува ниетот нам. Кога сакаме често пати ние можеби сме ги виделе како ги злоупотребуваат тие пари кои сме ги дале, или да купат алкохол, или да купат цигари. За жал гледаме деца кои што купуваат лепак и го дуваат. Тоа е еден вид на дрога или на наркотично некое средство кое што го користат како почеток во тоа ниво патешествие со дрогата. Затоа субханаллах, една од ликите на
исламското општество е тоа што луѓето се познаваат помеѓу себе. Вчера разговарав со еден брат кога Аллах џелешану му дал, хамдулеј, и вели дека татко ми секој ден практикува да направи тие 5 или 6 работи кои што ги направи Абу Бекр. Да отиде негде на џеназа, да посети некој што е болен, и тука е и да најде некој кој што е сиромашен да му даде ифтар да јаде или да. И вели дека ова ми е најтешкото. Да најдам некој што заслужува садаката. Навистина, луѓето денеска преферираат повеќе луксузни работи и се сиромашни не за основните средства кои што им се неопходни за живот. Туку ние сме сиромашни за некои работи кои што се луксуз, кои што. Значи има има 2-3 пара, 2-3 рала на облека, сака да има 5-6. И може да купи облека која што не е брендирана, не, тој сака нешто што е со бренд. Или кондори наместо да има 1, 2, 3 2 пара, еве да кажеме 3, 10, 15. И тоа како да му дава за право тој да питачи, да бара од другите луѓе. А тој човек не знае дека на судниот ден тие кои што питаат, кои што бараат без право, значи имаат да ги задоволат основните потреби имаат, имаат да ги задоволат, но ги пружаат своите раце. На судниот ден ќе видат проживеани, на нивните лица нема да има ниту едно парче месо. Само значи ќе се гледаат нивните коски. Така Аллах џелешану ќе ги обележи, ќе ги означи, за да бидат да ќе ги изведе, значи ќе ги направи јавни нивните гревови затоа што тие тоа го заслужиле. И луѓето навистина треба да бидат внимателни, но ова секако не треба да значи дека ние треба да инсистираме да правиме. Дали е доволно ние да имаме чист ниет, јас во име на Бога? Да, тоа е доволно, но секако малку треба да сме внимателни, така? Да, треба да сме внимателни. Треба да сме внимателни, не малку, туку многу. Нели? Затоа што ние заедно сме работени на некои хуманитарни проекти и не се има случајно, ја во ова гледаме на голема грешка. Многу убаво би било кога сите хуманитарни организации кои што се исламски да седнат заедно да ги споредат своите списоци и да не има повторување. Ние сме све сега ќе дојде Рамазан, пред почетокот на Рамазан, тоа е многу убава пракса. Постојат што хуманитарните организации делат пакети со храна за сиромашните семејства. Тоа е многу убаво, многу племенита идеја и многу добро дело. Но имаме ситуација кога едно семејство кое што можеби и не е толку сиромашно, нема да земе само на едно место, на 5-6 места ќе земе. А некој семејство кој што има навистина потреба, немам повеќе, исполнете бројот. Сакам да кажам дека треба да бидеме внимателни, но ако ние сме го направиле она што е во наша моќ, за да дојдеме до тој што има потреба и се му го дале, тогаш ние ќе го добиеме тој сева. Затоа што ти можеби го знаеш хадисот во кој што еден човек излегувал навечер и сакал да даде садака на некои луѓе. И една вечер му дал на некој кој што бил крадец. Една вечер дал на некоја жена која што била неморална. И тој рекол: Господар мој, јас се обидов да им помогна. И тие негови дела биле причина тие и крадецот да се покае и неморалната жена да се покае и богатиот да почне и самиот да удел. Третиот на кој што му дал бил богат човек кој што имал. Сакам да кажам дека наше е да бидеме внимателни, да не се злоупотребува тоа што го даваме на луѓето, но исто така е многу битно дека откако го дадеме, да не размислуваме за тоа. Старите паравика направи добро дело и фрли го. И заборави го. И фрли го негде. И тоа е многу племенит совет и многу е совет кој што кај човекот буди една мотивација да бидеме искрени, да бидеме
Го Да се прочиствува трудиме, малку да, и да. ниетот го прочиствува. Да, го прочиствува ниетот ти и на исто, ти да. цело време да чекај, јас го И имам многу, ова значи, дело, калкулираш. можда нали? да можеме не можеме да замислиме колку голема среќа ќе биде кога на судниот ден ќе ти се појави некое добро дело кое што Не ти си го очекувал. не си го очекувал, си го заборевал, си го направил и Па јас таа мотивација имам кога разговарам со мои пријатели, Да? кога ги мотивирам да направат некое добро дело, им велам иншалла да биде ова Да. дело, кога ќе се мерат твоите добри и лоши дела, да го заборавиш ова дело Да. и да превагнат добрите дела, ова дело токму да биде. И така некако да бидејќи не знаеме колку ќе ни фали за да бидеме во плюс, што се вика. од аспектите за постот за кои што ќе зборуваме и со овој ќе завршиме иншалла, бидејќи денес се одложи емисијата, е и трпението. Аллах Џелешануху ни одредил да постиме еден месец. Вака од гледна точка на овој динамичен живот, со многу обврски, со многу стресни ситуации, кога ќе ни каже некој требаш еден месец да не јадеш во текот на денот, ни се чини дека е нешто големо Премногу. се бара од нас, премногу се бара нешто од нас. Но верникот со трпението кое што му го дава Аллах Џелешануху, многу лесно ги пребродува. Дури имаме деца на 11, 12, 13 години, велат, јас целиот Рамазан го испостив и многу лесно. Иако не е задолжително. Иако за не нас, да, постот е задолжително, тие кои што се во возрастни и значи се после периодот на пубертетот. Сад да кажем дека трпението е многу битна особина и својство на еден верник. Мора да е сам во еден од неговите хадиси, кога зборува за месецот Рамазан, вели шехру сабр. Шехру Месец сабр. на трпение. На трпението. Во овој месец, значи, човекот се соочува со сите три форми на трпение. Првата е трпението во извршување на Аллаховата наредба. Значи, тој е одлучен и трпелив да го изврши она што Аллах Џелешануху му го наредува и му го наложува како должност. Втората е сабр ан маасилле. Трпелив во тоа и во Рамазан и надвор Рамазан, во последниот месец од Рамазан, во тоа што се оддалечува од она што Аллах Џелешануху го забранува. Значи, тие гревови, исто така во овој месец е сабр аля акдарилле. Значи, ние сме трпеливи и кога ќе се соочиме со некоја ситуација со која што Аллах Џелешануху сака да не стави на искушение. Значи, сите овие три форми на трпение се присутни во текот на месецот Рамазан, бидејќи понекогаш може да почувствуваме и голема жед и голема глад или можеме да почувствуваме некоја болка во нашето тело како резултат на тоа да ни падне шекерот или да ни падне притисокот. И сите тие се каде се одредба од Бога и се еден вид на искушение. Но верникот сите овие ги пребродува со трпение. А трпението што значи? Значи да се биде одлучен и да се биде непоколеблив, истраен во она што Аллах го бара. И трпението е неколку моменти. Кога ќе поминат тие моменти на почетокот, тогаш се станува полесно. Затоа што човекот се соочува со таа реалност, ја сваќа таа реалност како нешто што е така оддадено од Бога и многу лесно ние и сите сме сведоци, посебно ние кои што го практикуваат постот, дека првите неколку денови се малку потешки, додека се влезе во еден вид на ритам. Потоа е се полесно и се полесно и полесно. Дури кога ќе заврши месецот Рамазан, ние како да сме се уште во таа состојба на пости, ние некогаш чудно кога ќе се напиеме нешто во текот на денот или ќе јадеме нешто во текот на денот. Значи, во овој свет, во кој што наистина луѓето
се секогаш во потрага по уживањата, телесните уживања и другите видови на уживање преку храната, преку облекари, е многу важно човекот да се воспита себе си, да биде трпелив, да се воздржи од она кое што му е дозволено. Исто така еден аспект на трпението е тоа што во овој месец ние се воздржуваме од работите кои што не се Во дозволени. суштина се дозволени. Во суштина не се дозволени. Многу може да кажем полесно кога Аллах џелешану ќе каже да се воздржиме од работите кои се забранети, бидејќи тие се малкубројни. Значи алкохолот се воздржуваме, свинското месо се воздржуваме. Тие се работи кои што се не се дозволени и некако многу полесно имаме трпение. Но кога ќе ти се каже треба да се воздржиш од нешто што ти е дозволено, Кое што е дел од твоето секојдневие. тука излегува На виделина. на виделина она што го вели блескавоста на саброт. Во сабру дија, Божиот пратеник, Мухамед саллаллаху алейхи ва салем кога зборува за трпението, вели саборот или трпението е она што му дава блескавост, светло на еден верник. И не случајно Аллах џелешану кога зборува за трпението, вели на вистина трпеливите Аллах џелешану ќе им даде награда без есаб. Без есаб, значи нема никаква математика која што може да пресмета колку ќе бидат наградени тие кои што се трпели. Неограничено. Која? Неограничено, да. Но лимит. Субханал, и во текот на Рамазанот ние во ова наше се не може да кажам дека сме долго, дека сме остареле, но сме виделе навистина луѓето дале прекрасни примери на трпение во месецот Рамазан. Јас знам за луѓе кои што работеле во железара. Да. Огромна температура во текот на летото. И покрај тоа, вика ни пука устните од жет, постав. Не сме го, значи имале трпение, имале истрајност и во тоа што се воздржувале од она што Аллах џелешану им го забране во текот на месецот Рамазан. Исто така во текот на летото луѓето порано работеле на ниви, коселе, жито и други работи, и граделе куќи. Знам за пример на еден човек кој што работел на како се вика на дигалката што ги подигува кран. На кран. Вика во текот на летото тоа сонцето вика ти удира директно како да си под сач. И постев и го кланјав намазот. Ке освртев кранот кон кибле, вика и ке клања нас. Само да кажам дека субханал овој човек кој што често пати се смета за немоќен и за слаб да се соочи со искушенијата е навистина едно моќно битие. Доколку тогаш доаѓа што се вика на виделина тие негови позитивни. Тие негови позитивни страни. А сето тоа бара подготовка, бара воспитување, бара еден вид на формулирање на тој човек, оформување на тој човек во сенката на Аллаховите зборови во Куранот и во сенката на говорот на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. Ако тој се воспита на тој начин, секој искушение на овој свет ќе му биде лесно. Исто така ова да не го заборавиме. Аллах џелешану не става на искушение со нешто што ние не можеме да го истрпиме или да бидеме трпеливи. Нешто што е надвор од нашите моќи. Не. Се она со кое што Аллах не става на искушение, ние сме во можност тоа да го направиме. Затоа да се потрудиме во овој месец. Аллах не искушува никого над неговите можности. Над неговите можности. Ла юкелифуллаху нефсен илла вус'аха. Колку имаш можност, толку Аллах ќе те става. Значи ако Аллах те стави на искушение дека ти треба да постиш еден месец Рамазан, значи дека ти ја имаш таа моќ. Тука не зборуваме за луѓето кои што Аллах џелешану им дал олеснување. Болните, тие што постат, исто така и трудниците или доилките во времето на доењето или пак жените во времето на нивниот циклус кои што денови треба да ги напостат. И покрај тоа, и покрај што постат овие олеснувања, Аллах џелешану
ние треба да бидеме убедени дека не ни наредува нешто што е над нашите можности, над нашите можности, способности да ги направиме. Затоа трпението е многу важно. Што спомнавме? Трансформацијата на човекот кон подобро. Спомнавме исто така емпатијата и солидарноста помеѓу верниците. И ја спомнавме аспектот на трпеливост и трпение и сабор, кои што се навистина елементи неопходни за еден постар, за еден човек, кој што Аллах Џелешануху му дал голема благодат со тоа што му овозможил да го посведочи и да го доживее, да го дочека месецот Рамазан. Сакам да зборувам за уште една тема, но ми се чини дека 50 минути кои што мислевме да трае овој подкаст заврши. Да оставиме малку. Авко, имаш ли нешто да додаш ти, не? Пред да ја заклучиме емисијата. Па беше интересно, беше поучно. Благодарам многу, ми беше чест што доста работи повторивме. Малку имаше дилеми на почетокот, дали да биде запознат. Па не, ама добро испадна. Па не, оваа тема е за двајца оџи. Јас не сум оџа, меѓутоа како соговорник се обидов да го дам максимумот, како нели корисник. Вие сте сепак оџа и ефендија и предавач. Корисник не. Престапник. Го исклучил на телефонот, да? Го исклучил на телефонот. Беше интересно, иншалла. Да не следат и сцените, да. Продолжиме, пошто сакам да зборам за таа дигитална детоксикација. Интересен израз, дигитална. Особено за младите, така. Интоксицирани од оваа дигитална технологија. Значи не само за децата, за сите нас важи тоа, за сите. Значи да го забравиме телефонот на страна, да го оставиме. Пушим да го правиме. Да. Да го оставиме на одно, да го заклучиме него некај. Да. Почитувани браќа и сестри, вие што не следите и што го следите подкастот Диван, ова беше 16-та епизода на втората сезона на Диван. Ве поздравуваме, селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.